го мразам трчањето. Досадно ми е. Се разбира дека станува збор за спортот трчање и претпоставувам драги гледачи, дека некој од вас се согласувате со таа реченица. Јас пред повеќе од 20 години мислев токму така. Тогаш како спортист уживав во играњето фудбал или баскет или тенис. И трчањето како дел од тие спортови беше сосема окей. Ама само да трчам, не фала. Во врска со трчањето, кај мене проблемот беше што немав доволно време да се фокусирам на спортови кои барат догорочно одрекување и одржување. Како резултат на ваквото размислување и однесување немав никаква кондиција. Но, едно утро дојдоа кај нас на гости некои лидери од нашата организација и дојдоа да се дружиме и да уживаме во еден американски брекфаст, односно појадок. За нивна и моја среќа, Лина им правеше американски палечинки. Гостите беа маж и жена од Австралија, кои мене лично ми беа многу добри примери во секоја област на животот. Значи, пиевме кафе, јадевме палачинки и ни тргна муабетот. Почнавме да разговараме за вежбање и одржување и тие ни раскажаа за нивниот физкултурен режим. Тие имаа повеќе од 60 години и трча или пешачеа по 5 километри на ден, 6 дена неделно. Тогаш мажот ме погледна и ми кажа причината зошто толку сериозно си го одржувале телото, велејки: Philip, we want to serve the Lord faithfully into our 90s. Односно, ние сакаме верно да му служиме на Господ до нашите 90 години. Вау! Таа кратка реченица многу ме засегна. Но токму во моментот кога го кажа тоа, туку што ставив залак од петата палачинка во устата и за малку ке ми се заглаваше во грлото. Нивната посветеност на одржувањето беше целосно мотивирана со светата желба да го слават Бог со своите животи и тела. И контрастот со мојот тогашен живот и начинот на своето неодржување или фитнес беше голем. Сега со благодарност кон Господ можам да кажам дека тој разговор и пример ми го промени животот. Во истиот момент решив целосно да се посветам на одржувањето и следното утро ги облеков патиките и почнав да трчам. Пак ќе кажам, фала му на Бог, до ден денеска не сум се одрекол. Неколку години подоцна, со многу симнати кила, редовно трчајки на кејот на Вардар, се спремав за мојот прв полумаратон. Трчањето веќе ми беше станало рутина. Во периодот на тренинзите за полумаратонот, фамилиарно одевме на гости кај едни пријатели во Атина. Таму момчето кој беше маратонец рече: Филип, треба да го трчаш атинскиот маратон. Првиот маратон што се трчал бил токму таму, кога Федипиди ја носел радосната вест дека грците ги поразиле персиците. Тој трчал од Маратонос до Атина, вкупно 42,2 километра. И откако стигнал, извикал: Победа! А потоа, за жал, паднал и умрел. Откако се вративме во Скопје, јас му кажав на мојот драг пријател Перо, кој и самиот беше маратонец, затоа што ми го предложи мојот пријател од Атина, дека треба, откако ќе завршам со полумаратонот, да се запишам на атинскиот фул маратон.
Pero се со два збора ми одговори. Запиши не. Потоа се запишавме и двајцата. За тој момент, кој остави голем белег на мојот физички и духовен живот, сега нема да го заборава. Откако го истрчав полумаратонот, почнав со подготовките за Атина. Режимот вклучуваше кратки и долги тренинзи со болки и возбуди. Завршувајќи во Атина на 13. ноември 2011 година, кога ја поминав целта на некогашниот стадион, со солзи во радосници во очите и со срце преполно со благодарност кон Господ за истрчаниот маратон. Сеќавајќи се на многуте тренинзи, ми беше огромно задоволство. Од тогаш уште неколку маратони сум истрчал и моментално со Божја помош се спремам за следниот. Можам да кажам дека целиот процес на тренирање и тркање ми стана силна компарација со христијанскиот живот и сум извлекол многу поуки од Словото и од пасусите што пишуваат околу животната трка или тренирањето во нашиот живот. Значи, оваа сегашна кратка серија е збирка од тие лекции. И првата лекција од маратонот се вика немој само да се трудиш, туку тренирај. Пастор Џон Ортберг во неговата книга Животот кој секогаш си го посакувал, пишува за разликата помеѓу обидувањето и тренирањето. Христијанскиот живот е долг како маратон и да се истрча верно до крај бара тренинг. Ортберг пишува вака. Замисли дека Олимписката комисија доаѓа кај тебе дома, да ти каже дека според направените анализи за здравјето, ти си најоптимален кандидат да ја представуваш Македонија во следната летна олимпијада, во дисциплината маратон. Ти радосно прифаќаш, но следниот ден стануваш свесен дека колку и да се обидуваш, не би можел ни да одиш 42 километра. Камо ли да ги истрчаш? Нема шанса. Всушност, тоа е идејата. Маратонот, трката и животот барат повеќе од само обидување. Барат тренирање, вежбање и само дисциплина. Ако јас по само неколку џогирања се појавив на стартот во Атина, мојата несериозност ќе резултираше во неуспех и дури повреда. Но со редовно и дисциплинирано тренирање доживеав успех. Нашиот растеж во Христос го бара истиот ментален склоп. Во 1 Тимотеј 4:7 Павле вели: вежбај вежбај се да бидеш вистински побожен. Од телесните вежби има одредена полза, но побожноста е многу покорисна. Таа ветува награда и за сегашниот и за идниот живот. Овде зборот вежбај доаѓа од грчкиот збор гимназио, што бил баш спортски термин и значел ригорозно тренирање. Апостол Павле го применува овој термин во духовниот живот, потикнувајќи не да вежбаме со вистинска дисциплина, односно време редовно поминато во активности кои не водат поблиску до Христос, вклучувајќи читањето и учење на Божиот збор, славење и молитва и време поминато со други верници, што моментално е потешко во пандемијава. А може да вклучи и други нешта што се за тебе life-giving, односно
što ti ги полнат духовните батерии. Мене лично ми помага многу да се качам на водно и да уживам во природата. Радост, мир и славење прелеваат од мојата душа. Но да бидам искрен, ја немам постојано оваа ригорозна дисциплина кон мојот духовен живот. Но кога ја имам, се ми врви на подобро. И кога го сватив овој принцип, за прв пат, пред многу години, почнав со сериозна редовност да поминувам време со Исус и искусив голем пресврт во мојот живот. Стекнав навики кои до денес ми помагаат. Во последно време Господ ми помага посериозно да се молам, баш со оваа ригорозна дисциплина. И фала му на Бог за освежената близкост со Него, во која уживам. Значи, брате и сестро, животната трка е сериозна и долга и да се обидам, да бидам Исусов следбеник, не бива. Не бива така лесно. Треба вежбање. Дај му на Христос се од себе. Гледај редовно да се среќаваш со Него. И тоа ќе делува. Ќе ти го промени животот. Гарант. Впрочем, серијата по име Дома си е дома може да се сумира со зборовите животот е краток. Додека денешнава серија може да се сумира со зборовите животот е долг. Се разбира дека во првата серија се работи за вечната перспектива, а во оваа се работи за моменталните денешни гледишта и перспективата на човек со 70 и плюс годишен век и неговата спремност за справување со тие години. И тоа ме води до втората лекција од маратонот, што се вика животот е маратон, а не шпринт. Не знам дали знаете, во минатата година, во октомври, во Виена, Елиуд Кипчоге од Кенија направи светски рекорд и чудо, кога го истрча маратонот за помалку од 2 часа. Со години маратонците се стремеа кон преминување на таа недостижна бариера. Но Кипчоге го направи тоа феноменално, со резултат 1:59:40. Значи 42 пати истрчал 1000 километри со просек 2 минути 50 секунди. Искрено, не сум сигурен дека би можел толку брзо да истрчам само 1 километар, камоли 42. Но може би не знаете дека светскиот рекорд на 1000 метри, 1 километар, е многу побрзо истрчан од атлетичарот Ноа Нјен, со резултат 2 минути 11 секунди и 96 стотинки. Но се разбира дека никој, ниту Нјен, ниту Кипчоге, не би можеле со тоа темпо да постигнат такви резултати на 42 километри. Маратонот не е шпринт и мора тркачот да го намали темпото, за да може да издржи до крај. Често пати ние го живееме нашиот живот со темпото на шпринт. Даваме многу, а за жал не го запазуваме темпото. Многу луѓе во ваква животна трка се соочуваат со прегорување или депресија, кое ги доведува до откажување од многу работи. Библијата ни дава многу добро решение на ова. Во Стариот Завет, во Излез 20 глава, каде се напишани 10 заповеди, Господ му рекол на Мојсе, но и запишал со свој прст на плочите: помни го саботниот ден, за да го празнуваш. Добро, бидејќи оваа заповед не беше повторена во Новиот Завет како заповед, ослободени сме од товарот на легалистичното пазење на оваа наредба. Но, сепак, ние сме создадени со потреба од ден за одмор и славење.
И принципот на шабат, односно пазење еден ден од неделата за одмор и славење, е сосема актуелно. На секој маратон има станици за освежување. Ако сте зеле учество во Скопскиот маратон, како надпреварувач или како гледач, сте приметиле дека има станици, каде надпреварувачите можат да се освежат. Јас секогаш земам вода или, ако има, енергетски пијалок. Често пати знам да одам пешки преку станицата, за да можам после да ја испијам водата без мака и малку да дишам длабоко. Тие станици се многу потребни и се слични на ставање гориво во автомобилот. Без освежување или гориво нема одење напред. Така е со шабатот. Не освежува, не обновува, става гориво во нашата душа. Но ние сме слободни да го адаптираме принципот. Например, бидејќи неделниот ден во нашиот дом не е секогаш ден на одмор заради проповедање или предавање или други обврски, ние поминуваме половина ден со Господ во текот на неделата. Читаме повеќе или се молиме повеќе, едноставно, духовно ја обновуваме душата. Доколку сакате да поминете барем малку повеќе време со Исус, а работните часови не дозволува така кај вас, може да најдете друг термин. Нас тоа многу ни значи и сигурен сум дека мене лично ме спасуваше неколку пати од согорување или откажување. Додека зборуваме за лекцијата животот е маратон, а не шпринт, односно за чувањето на нашето тело и дух, вреди да го цитираме апостол Павле во Прво Коринтијаните, каде го споредува нашето тело со Божиот храм, што треба да се чува и да се одржи чист. Во Прво Коринтијаните 6, 19 и 20 пишува вака. Или не знаете дека вашето тело е храм на Светиот Дух, кој живее во вас и не е даден од Бога и дека не припаѓате само на себе. Зашто скапо сте платени. Затоа прославете го Бога со своите тела и со своите души, кои се Божи. Контекстот на стихот покажува дека Павле всушност зборува за чистота и дека храмот треба да се одржи чист и свет. Но исто така, како принцип, треба да се земе во предвид дека моето и твоето тело се храмот Божи. Значи, Бог, Светиот Дух е во нас. И нека биде како дома. Тоа е огромна одговорност. И треба да внимаваме на телото со почит и благодарност кон Господ. Од мое искуство, трчањето не само што ме одржува, но ми ја зајакнува дисциплината, ме инспирира. Трчам и се молам. Трчам и славам. Трчам и намалувам стрес. Трчам и растам. Да бидам јасен, не ми е целта со ова предавање да ве поттикнам да почнете да трчате. Но сепак, ве поттикнувам да правите нешто што ќе ти помогне добро да го чувате Божиот храм. Иако сум спремен, Господ да ме повика дома кај Него, кога сака Тој, сепак ќе дадам се од себе, додека сум жив на оваа планета, да можам и до моите 90 години да му служам. И да сумирам. Ве поттикнувам да ја цените врската со Него толку сериозно, што ќе го заземете ставот на тренирање, а не само обидување. Исто така, помнете дека животот е маратон, а не шпринт. Исполнувајте се разумно со доволно духовно освежување. Правите работи што се life-giving, односно работи што ви го враќат еланот. Господ те создал со потреба од одмор
i osvežuvanje za njegova slava. Osveži se vo Него. Čitaj dobri hristijanski knjigi, pej ohrabruvački hristijanski pesni. Izlazi na molitvena prošetka. Iskači go vodno. Spij dovoljno. Jadi zdravo. I tako natamo. I za kraj, kako što pišuva Pavle v Kolosjanite 3:17. I sve što pravite, so zbor ili so delo, pravite go vo imeto na Gospod Isus Hristos. Blagodarejki mu preku Него na Boga i Otecot. Pretpostavujem, deka Olimpijskata komisija nema realno da se pojavi kaj vas ili kaj mene vo gore spomenata ponuda. No zamisli si deka utre sabajle na tvoja vrata čuka Isus samiot i vika vaka, sinko ili kerko, ja sam te izbral tebe lično, da go istrčaš maratonot na ovoj život. Gi znam site tvoje sposobnosti i znam deka možeš. No, znaj deka jas ke ti pomognam, ke trčam so tebe celo vreme i jas imam sve što ti treba. No, preda prihvatiš, znaj deka ke bide mnogo teška mačna trka i vo momenti ke se čustvuvaš nemokno. No imaj vo predvid deka so moja pomoć ke izdržiš. I ako go istrčaš ovoj maraton do kraj, ke imaš večni nagradi i radosta gore ke gi zaseni site maki dolu. No preda prihvatiš, baram od tebe rešitelnost, sakam da dadeš sve od sebe. Se nadam deka site gledači bi kažale da na ta pokana. Realno, ako si Božo dete, vek je go kaža svoje to da, koga go prihvati Isus kako spasitelj i Gospod. No pokraj dobijenata njegova milost i proška, dobi i povik kon eden životen maraton. Ja slično sam rešen da go sledam moj spasitelj i da trčam pokraj njego do kraj. Da vajki se od sebe, dodeka ne stignam do celta. Pridruži mi se i ti.